Некогаш најголемиот трговски центар во Охрид, градскиот Амам, пропаѓа. Сместен во срцето на градот, во самата чаршија, објектот кој доби бројни признанија за специфичниот архитектонски изглед, повеќе од деценија е во катастрофална состојба. Тоа го воочиле инспекторите за заштита и спасување кога отишле да испитаат исправноста на хидранската мрежа, излезите за евакуација и слободните пристапни патишта. Во Амамон имаме случај хидранската мрежа била неисправна и од страна на водовод е запрена затоа што поплавувала објекти и правела штета. Во меѓувреме, кој стигнал таму, украдил нешто, кој заграбил, кој узурпирал. Па сега во прво време со градежниот инспектор вложуваме напори излезите, пристапните патишта, ходниците да бидат слободни како што било. На трите ката во Амамот има стотина дуќани, но повеќето не се користат. Трговскиот, иако е во центарот на градот, не заживеа како што беше замислено. Повеќе нема нити чуварска служба како што тоа било на почетокот. Па собствениците, за да ги заштитат дуќаните од кражби и наркозависници кои се собирале таму, од безбедностни причини самите поставиле решетки и ги затвориле сите влезови и излези во Амамот, заборавајќи колку е тоа опасно, бидејќи таму има и угостителски објекти. До крајот на месецов инспекторите за заштита и спасување ќе ги ослободат сите пристапи во Амамот. Полицијата и градежниот инспекторат пак превземаат активности за да утврдат кој незаконски узурпирал дел од Амамот. За жал таму имат објекти што си имаат легализирано дел од Амамот. Тоа е сега во надлежност на друга институција, меѓутоа јас кога ќе настапам, тој настапува со имотен лист, сите завршени работи и одобренија што беше постапката за легализација. Тоа не е во моја надлежност, не знам како се добиени тие легализации. Во Амамот во моментов се затворени и 2 угостителски објекти, бидејќи не ги исполнували условите за работа. Во меѓувреме, за да може да се одржуваат сите трговски центри во Македонија, зелски расправа околу донесување на одлука за формирање на заедница на сопственици или управители.